Веќе известен период е познато на јавноста у Кавадарци за случајот со Марина. За жал, она не е само Марина, меѓутоа моментално она е актуелна како млад човек со тешка болест и веќе, ја мислам, неколку недели е во тека хуманитарна акција. И ние, како Кавадион, Сдружение, решивме да се вклучиме во тоа, да организираме еден настан, како што кажате, у петок вечер, кај што ќе има проекција на нова епизода од Кавадаречките приказки. Че ги има лакардиите на Паја. Тука РТК, морам да го спомнам порталот, пошто тоа беше проект на РТК, лакардиите. И еден мал дел од документарен филм за джаламарите, тој е во моја лична продукција, кој што е во фаза на изработка. Всушност сите три работи се твоја продукција. Мислам, твоето е учество. Види, Маријан, значи Кавадион се сите оние дечки што ги гледате по приказките, во лакардиите, тоа е таа екипа. И ова беше така една заедничка, мислам, една заедничка акција, сите сме вклучени во организацијата, заедничка иницијатива, како да кажам. На кој начин ќе ги соберем парите за Марина? Па имаме оставено 2 броја за резервации, за карти. Влезот е 100 денари, што мислам дека е популарна цена. Знам дека многу луѓе веќе имат донирано по пат на телефонска SMS пораки или овие кутиите што се по чаршијата во продавниците, меѓутоа викаме ајде уште еден напор да направиме, да помогнеме колку што можеме. И ќе има на билетарата во Домот на културата во петок од 4 сата. Како е замислено да изгледа таа вечер? Се пуштат делови од приказките, делови од вицовите, делови од она што за джаламарите направил? Вицови ќе има неколку. Добро. Од джаламарите ќе има на 7-8 минути. Инаку целиот филм некаде околу 40 минути би требало да трае, уште е во фаза на продукција. И ќе биде пуштена приказка што до сега не е пуштена, значи премиерно. Тоа ќе биде иста таа после ќе да има КТВ, меѓутоа вечерта ќе биде премиерно во киното.